Добро вечер во емисијата 360 степени на Алса ТВ, а најавата за вечерашниве содржини. За разлика пред неколку денови, генералниот секретар на НАТО денеска по средбата со премиерот Зоран Заев овде во Брисел беше многу попрецизен за фазите низ кои ќе помине земјава до полноправното членство во Алијансата. I'm confident that the heads of state and government will do that when they meet in July, is to invite the former Yugoslav Republic of Macedonia to start accession talks. Ќе одиме на измени на законот за референдум исклучиво ако се откријат теми или прашања кои што мора да се прецизираат. Што ако опозицијата го бойкотира референдумот? Има ли план Б владата во случај ако не успее референдум? Во земјава има вкупно 8 испитни центри. Тоа на ниво на РМ изгледа дека не е монопол, меѓутоа регионално е. Ги стимулира, ги привлекува и другите професии, од сладкар до пратеник, да бидат заинтересирани, значи да влезат во овој бизнес. Зошто државата создава регионални монополи и треба ли да има повеќе испитни центри во еден регион? Се наоѓаат најразлични начини за да се одоброволи тврдата и непробоена француска кожа. Ваша екселенција, ги посетувате ли козметичките или студијата за релаксирање во секој случај? Écoutez, si nous avons un mécène, j'irai le voir. Ако имаме некој мецена во тој поглед, ќе одам да го посетам. Повелете. S'il vous plaît. Еве и за Жаклина, од нас имате исто така почитувани, доколку се јавите во наредните неколку минути, на првите двајца ќе добиете третмани кај госпоѓата Жанета, интересни третмани. Саботажа. Останете на Алсат, се враќаме по кратка пауза. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг потврди дека Македонија на самитот по 2 недели ќе добие долгоочекуваната покана за членство во Алијансата. По средбата со премиерот Зоран Заев во Брисел, Столтенберг ја објасни процедурата на пристапување на земјава, со што ја допрецизира изјавата дадена пред неколку дена во Луксембург, која внесе забуна во делот до овдешната јавност. Ако се финализира ратификацијата на договорот за името, прашање на месеци е добивањето место на масата на која заеднички одлучуваат за сега 29 партнери, рече првиот човек на НАТО. Од Брисел се јавува Владимир Мирчевски. Првиот човек на НАТО Јенс Столтенберг вели дека прашањето за името предолго беше сенка над регионот која попречуваше просперитет и безбедност. Но сега, вели тој, има шанса за посветла иднина, посочувајќи го договорот за името како пример за сите други во регионот за консолидирање на мирот и стабилноста. За разлика пред неколку денови, генералниот секретар на НАТО денеска по средбата со премиерот Зоран Заев овде во Брисел беше многу попрецизен за фазите низ кои ќе помине земјава до полноправното членство во Алијансата. I'm confident that the heads of state and government will do that when they meet in July, is to invite the former Yugoslav Republic of Macedonia to start accession talks. Then we will have accession talks for normally some months, and given that the internal processes are finalized in the country, then we can you can join NATO. Meaning that after we have finalized the accession talks, we will then sign an accession protocol, and then this accession protocol has to be ratified in the different parliaments of the NATO member states, 29 member states. It varies a bit how long time this takes, but I can give you 2 examples. When Montenegro joined, we invited Montenegro to start accession talks in December 2015. Then we completed the accession talks in March 2016, so meaning 3 months. And then all 29 allies have ratified by June 2017. So actually the thing that takes some time is the ratification in the different member states. When Albania and Croatia joined, they were invited in April 2008 at the Bucharest summit, and they joined in April 2009, 1 year later.
So that was even faster. So we speak about something between 1 and 1.5 years from we invite to start in accession talks until the country can be a full member. But as soon as we have signed the accession protocol, which normally takes just a few months, Montenegro 3 months, then the country will be invited to participate in all NATO meetings and will sit around the table and be part of the NATO Council. So actually, Montenegro started to participate in all NATO activities in March 2016, only 3 months after we started the accession talks. So this can go quite quickly. We speak about months. As soon as the former Yugoslav Republic of Macedonia have finalized the agreement, meaning made the necessary changes in the constitution, and then we can invite the country to join under its new name, the Republic of North Macedonia. So I really hope that the people of your country seize this opportunity. It's a historic opportunity. And if this opportunity is turned down, then it's very hard to imagine how we can once again come to a situation where you are so close to joining NATO. So it's for the people of the former Yugoslav Republic of Macedonia to decide, but we are ready to invite and to do it as quickly as possible, and speak about months. Ако беше јасен за фазите што следуваат, шефот на НАТО избегна директно да одговори на моето прашање за улогата што во процесот на ратификација на договорот зимето ја игра председателот Ѓорѓе Иванов со одбивањето да го потпише указот. Secretary General, you praised the deal over the name issue between Macedonia and Greece. During the Syria political crisis in Macedonia last year, you had contacts with President Ivanov over his reluctance to give the mandate to the parliamentary majority to form the new government. Are you now talking to President Ivanov or have contacts with him after his refusal to sign the name deal between Macedonia and Greece? So I met him when I visited Skopje some months ago, but these are internal processes in the country, so it's not for me to have any opinions about exactly how these internal processes are organized. What I say is that we will invite the former Yugoslav Republic of Macedonia to start accession talks at our summit in July. I am very confident that all the heads of state and government will decide that in 2 weeks from now. Then we will start the accession talks, and then the country will be able to join NATO as soon as the internal processes have been finished. Exactly how you do that, I'll leave it to the different institutions in Skopje, in the country to decide, but we are ready to make you a full member of the alliance as soon as these internal processes are finalized. Столтенберг во манир на добар домаќин денеска ги прошета Заев и владината делегација во новото седиште на НАТО, пошто премиерот на Facebook објави фотографија со порака "Го видовме нашето место на мапата членки на НАТО. 30-тото место е за Македонија", напиша Заев. After the Second World War, so this is the 29, and we need one more. Но за членството да се ефектуира потребни се успешен референдум и уставни измени. Затоа премиерот упати апел до целото општество. Остануваат нашите домашни задачи, но сега имаме навистина околу што да се обединиме на широкиот автопат и заедно да кажеме да за нашата иднина, да за македонската иднина. Искуствата и стратегиските документи велат дека земјите членки на НАТО се силни промотори на економскиот раст на партнерите во Сојузот. Со таа мисла и со тоа уверување да ги пречекаме идните важни денови за нашата земја. По некои медиумски објави дека Унијата бара од Македонија и од Албанија да отворат прифатни кампови за мигранти на своја територија, премиерот Заев денеска тоа го негираше.
Нема никакви разговори, никој не барал од Македонија бегалски камп. Уште еднаш само да напоменеме, ние ги следиме целосно политиките на Европската унија и на НАТО, заради тоа што еве не сме членови, а гледаме дека ќе бидеме членки, сепак во координација со нив во делот на евентуални нови бранови на бегалски кризи, заедно како и што досега делувавме од 2015, така и ќе продолжиме да делуваме, но никој не барал од Македонија нешто посебно околу бегалски кампови или слично. Денешните и настаните од претходните неколку денови потврдуваат дека договорот зимето засега функционира. Грција ја крена рампата за НАТО и за Европската унија откако спогодбата беше ратификувана во Македонското собрание. Во следните месеци предстои најделикатната фаза – референдум, па уставни измени, а можеби и избори. Потоа, прашањето повторно ќе се врати во Брисел и во другите главни градови за да се затвори кругот на неопходни одлуки. За 360 степени од Брисел, Владимир Мирчевски. Колегата Мирчевски во Брисел направи кратко интервју со вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска, која ќе го видите по уште една пауза. Теми се НАТО, ЕУ, името, референдумот, опозицијата. Ќе одиме на измени на законот за референдум исклучиво ако се откријат теми или прашања кои што мора да се прецизираат. Што ако опозицијата го бойкотира референдумот? Има ли план Б владата во случај ако не успее референдум? Во земјава има вкупно 8 испитни центри. Тоа на ниво на РМ изгледа дека не е монопол, меѓутоа регионално е. Ги стимулира, ги привлекува и другите професии, од слаткар до пратеник, да бидат заинтересирани, значи да влезат во овој бизнес. Зошто државата создава регионални монополи и треба ли да има повеќе испитни центри во еден регион? По денешната средба со генералниот секретар на НАТО во новото седиште на Алијансата во Брисел, колегата Владимир Мирчевски направи интервју со вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска. Освен за окружување на ратификацијата на договорот за името, има ли други потенцијални пречки во пристапниот процес за НАТО? Како таа ги чита заклучоците од ЕУ, дали ќе се менува законот за референдум, што ако опозицијата го бойкотира граѓанското изјаснување? Се дел од прашањата во разговорот со Шекеринска. Министерке, генералниот секретар на НАТО Столтенберг денеска беше далеку попрецизен во однос на процедурата која што очекува Македонија во наредниот период. Тој спомна и преговори за членство, за пристапување во Алијансата, спомнуваше некои рокови. Кои се вашите очекувања дека Македонија може да заврши таа, да кажеме, тој дел од процедурата која што е веќе можеби се нарекува како формален дел од постапката? Големата одлука или големата порака која што ја упати денеска генералниот секретар е дека во јули месец на овој самит на НАТО во Брисел можеме да очекуваме да се исправи неправдата од 2008 година. Тоа што не успеавме да го добиеме во 2008 во Букурешт, поканата за НАТО, ќе ја добиеме во јули во Брисел. Се разбира дека процесот за зачленување во НАТО, како и за кај другите држави, трае одреден временски период. Во случајот со Албанија и Хрватска траеше нешто повеќе од една година, во случајот со Црна траеше година и половина. Таа процедура е пропишана и трае за сите последни, важи за сите последни проширувања на Алијансата. Она што го најави генералниот секретар е дека очекува многу брзи преговори, кои што ќе траат практично неколку месеци. И тоа значи дека на самиот крај на оваа година или на почетокот на 2019 Македонија ќе почне да учествува на сите средби на НАТО, речиси како полноправна членка, а дека членството ќе дојде кога целата ратификација на договорите ќе заврши во 29 земји членки. Меѓутоа, велам, важната порака е дека оваа година во јули Македонија ќе ја добие поканата, очекуваме и ќе работиме следната година да го заокружиме целиот процес и да станеме полноправна членка. Се очекуваат ли или може ли да има некакви проблеми во процесот на преговори? Не очекувам никакви проблеми заради тоа што ние преговорите практично ги водиме и во изминатава година. Она што го правевме на стратешкиот одбранбен преглед, она што го правевме кога доаѓаа НАТО експертите во Македонија или кога доаѓаа нашите тимови овде во Брисел, беше вистинската подготовка.
Еден дел од обврските кои што ги превземавме и предходно, ќе треба да ги реализираме во следните неколку месеци, меѓутоа и според зборовите на представниците на НАТО, ниту тие, ниту ние очекуваме некакви проблеми. Она што политички ќе биде важно во овој период е се разбира да имаме успешен референдум, успешен процес на уставни измени, за да сите земји членки потоа го ратификуваат договорот за членство во НАТО. Ако работите кај НАТО се почисти, во делот на Европска унија се малку покомплицирани. Премиерот толкува дека Македонија има добиено датум, точно во заклучоците дека се споменува јуни 2019, но исто така се споменува и потребата од нов извештај на комисијата и од нова одлука на Советот на Унијата. Македонија и пред да дојде извештајот на Европската комисија многу јасно кажа дека домашните реформи кои што ги спомнува Европската унија, правосудство, реформи во администрацијата, реформи во разузнавачките служби и системот на прислушкување, медиумите и така натаму, сите тие реформи пред се им ги должиме на своите граѓани. Кога Европската унија ќе излезе со очекувањето дека во Македонија мора да има пресуди за случаите на криминал и корупција, ние знаеме дека тоа уште повеќе го посакуваат нашите граѓани, а не само Европската унија. Така што сметам дека тоа ќе биде само подкрепа и поттик за фокусирање на оние реформи кои што треба да ги продолжиме. И дека тоа ќе биде на некој начин не притисок, меѓутоа исто така поддршка на парламентот, на судството, на владата да продолжат и да го испорачаат на граѓаните тоа што им го ветиле и тоа за што се платени. А тоа е одговорност, политичка, кривична, за сите злоупотреби, реална борба против криминалот и корупцијата и се разбира подобрување на другите области кои што се важни за граѓаните, важни се и за ЕУ. Така што во тој дел ние на вистина не гледаме реален проблем. Она што беше најважно и што вчера го објави и комисијата, го објави и премиерот, е дека почетокот на преговори кој што ќе се случи веднаш по јуни следната година, на него му претходи еден процес на подготовки. Скрининг, подготовка на државните институции, подготовка на самата држава, подготовка на Европската комисија. Комисијата најави дека очекуваат скринингот да почне во средината на јули. Тоа е најдобар доказ дека овој процес нема да се одоговлекува. Туку дека овој процес ќе биде ефикасен и брз, толку колку што ќе биде брза и ефикасна Македонија. Дали Македонија не е жртва на инсистирањето на одредени кругови во Европската унија, во Европската комисија, земјата дојде заедно во пакет со Албанија и заради тоа добивме ваков тип на заклучоци? Мислам дека е тешко да се префрла дебатата на поле на полувистини и полушпекулации. Она што е точно е дека во период кога Европската унија се соочува со големи дилеми и различни позиции во поглед на некои суштински прашања, од типот на продлабочување на Унијата, од типот на финансиските и монетарни унии, од тип на битката против мигрантите, во таква ситуација мали држави како Македонија знаат да бидат поставени меѓу чеканот и наковалната. Фокусот е на други теми, големите несогласувања се на други теми, но потешко им е на земјите членки да постигнат договор по прашањата како што е проширувањето. И тоа имаше одредено влијание. Вие ги чувте изјавите, особено од Франција, кои што доаѓа, дека не се противат на проширувањето, не се противат на Македонија, немаат забелешки во поглед на подготвеноста на Македонија, но сметаат дека Унијата прво треба да си ја заврши дел од домашната задача, пред повеќе да ги отвори вратите кон други земји членки. Знаете како, носењето одлуки во светот не е фер секогаш. И малите држави затоа не смеат да ги испуштат историските шанси тогаш кога ќе им бидат ставени пред нив. Тоа се однесуваше 2008 за НАТО, ја испуштивме таа шанса. Тоа се однесуваше од 2009 на ЕУ, ја испуштивме таа шанса. 2018 година ни даде можност повторно да ги отвориме вратите на НАТО и на Европската унија за Македонија и нејзините граѓани. Оваа историска шанса нема да ја испуштиме. Го споменавте скринингот и преговорите за членство со Европската унија. Имаме ли подготвена администрација во Македонија за овој процес? Македонската администрација има своји слабости и на нив почнавме да работиме. Да беше тој проблем решен, ние
предпоставувам дека немаше да ги имаме проблемите ни во текот на политичката криза, ни во поглед на нашето членство на ЕУ. Ќе ги имавме завршено преговорите и ќе бевме членка. Но, за жал, ситуацијата не е таква. И не треба да се лажеме. Треба да ја погледнеме вистината во очи. Она што го правиме е да ги поправиме тие слабости. И тие никој не очекува да бидат поправени преку ноќ. Бидејќи во ниедна држава не биле поправени за 2, 5 месеци или 1 година. Она што правиме е да формираме сериозен, експертски ориентиран, силен и политички поддржан преговарачки тим. Тој ќе биде нашата прва репрезентација. И тоа ќе бидат луѓето кои што ќе успеат да ја представат Македонија во најдобро светло, но и да помогнат во трансформацијата на македонската администрација. Ние во 2002, 2003 или 2004 немавме феноменална администрација. Ги имавме сличните слабости. Може да беа бројките помали, но слабостите беа исто така изразени. Не успеавме во релативно кусо време од 2 години да формираме европски тим кој ги донесе кандидатскиот статус на Македонија, меѓутоа кој покажа дека и македонската администрација може да биде навистина квалитетна и да котира многу добро во Брисел. Сега ни треба истата операција да ја спроведеме и очекувањата ќе бидат уште поголеми и обврските на тој тим ќе бидат уште позначени. Кој ќе раководи таа операција? Отворено ли е прашањето за главен преговарач? Веќе дискутираме, носиме одредени одлуки, меѓутоа ќе се согласите дека тоа не е во ред вака да го отворам како прашање јас, посебно не во НАТО, но работи владата навистина посветено на таа тема и јас очекувам дека во текот на јули месец јавноста ќе има прилика да види како изгледа вистински македонско-европски тим. Се кристализира ли ставот на владата околу референдумот, каков тој ќе биде и дали ќе има менување на законот, барем заради техничко усогласување, бидејќи има одредени нејасноти во најмала рака? Законот за референдум неподелени се мислењата дека е застарен, не е доволно прецизиран и дека отвара простор за различни толкувања па и за злоупотреби. Од друга страна не сакаме да влетаме во измени на закон кои што дури ако се технички некој може да ги злоупотреби за да каже дека ги менуваме правилата на игра пред референдумот. Ќе одиме на измени на законот за референдум исклучиво ако се откријат теми или прашања кои што мора да се прецизираат. Законот за референдум дава одредена можност, бидејќи вели дека за сите прашања кои не се регулирани во законот за референдум, треба да се искористат решенијата од изборниот закон, така што еден тим и во Министерството за правда и во владата работи на разгледување на овие предизвици. Многу е важно собранието час поскоро да избере Државната изборна комисија и практично да имаме и официјална институција која ќе си го земе на себе гајлето да организира референдум. Што ако опозицијата го бойкотира референдумот, веќе има најави од ВМРО ДПМН од одредени претеници дека нема да гласаат за вакво нешто, бидејќи тоа според нив е противуставно, има ли план Б владата во случај ако не успее референдумот? Ќе апелираме и до опозицијата и апелираме и до граѓаните на Република Македонија дека нашава држава не сме да си дозволи да ја испушти оваа историска шанса. За неа говореше денеска и генералниот секретар на НАТО. Видовме колкава цена плаќаме како држава поради пропуштената шанса во 2008 година. Видовме колку тоа не чинеше и во поглед на политичка криза, и во поглед на секакви внатрешни, демократски, медиумски, правосудни проблеми. 2018 означува една декада по ветото од 2008 година во Букурешт. За 10 години Македонија го изгуби чекорот со речиси сите земји во регионот, и во поглед на НАТО, и во поглед на Европската Унија. Историска е одговорноста да не дозволиме тоа повторно да се случи. Историска е одговорноста и на овие партии, партиите во опозиција, ВМРО, ДПМН и сите други, да не придонесат Македонија повторно да биде губитник во овој процес. И тоа ќе биде апелот и до македонските граѓани. Да искористат шансата и да не дозволат после 10 години да сме на истово место, но со многу поголема листа на сериозни проблеми. Благодарам.
Во продолжение на сосема друга тема. Оставањето од цели региони во државава без функционални испитни центри за полагање возачки испит ја наметнува дилемата. Дали актуелното законско решение со само 8 испитни центри во цела Македонија е добро? МВР распишува конкурси на кои избира по еден приватен правен субјект за секој од подрачјата на 8 сектори за внатрешни работи да ја извршува функцијата на испитен центар. Дали е тоа во духот на стимулирањето конкуренција и борба против креирањето монополи и олигополи на пазарот? Кој ќе им ја надомести штетата на граѓаните во регионите што со месеци остануваат без можност за полагање возачки испит? Зоран Јовановски. Скадан ме сон, Дуарт е ингритура хоризонталист. Од пред 10 години со новиот закон за сообраќај, возачки испит не се полага во автошколите кои имаа собствени комисии. Наместо тоа се отворија испитни центри на кои Министерството за внатрешни работи преку конкурс им доделува лиценци со важност од 10 години. Високата цена на испитот ги стимулира, ги привлекува и другите професии, од слаткар до пратеник, да бидат заинтересирани, значи да влезат во овој бизнес. Во земјава има вкупно 8 испитни центри, по еден во секој сектор за внатрешни работи на МВР. Граѓаните мора да го полагаат испитот во центарот што го покрива нивното место на живење. Тоа на ниво на РМ изгледа дека не е монопол, меѓутоа регионално е. Ваквото законско решение постојано остава цели региони без можност за полагање возачки испит. Струмица не треба да се затвора, него треба уште еден да се отвори. Зошто државата создава регионални монополи и треба ли да има повеќе испитни центри во еден регион? По струмичките улици речиси да нема автомобили на автошколи. Ретко кој се решава да почне обука за возач, бидејќи нема каде да се направи следниот чекор – полагање на возачкиот испит. Струмичкиот испитен центар кој го покрива целиот југоисток од државата е затворен од декември минатата година, поради неисполнување на законските прописи. Што прават сега луѓето што сакаат да полагаат, што поминали автошкола? Ништо, чекат да се отвори испитниот центар, немаат друго решение. Се надам дека што побрзо ќе дојде до решение за овие работи, дека доста деца чекаат за мои другари. Најдобро е значи под државна капа, а приватен бизнес е друго. Струмичани не се без решение, но во ваков случај, кога испитниот центар во еден регион е затворен од било која причина, законот дозволува кандидатите за добивање возачка дозвола да можат да го полагаат својот возачки испит во некој од останатите испитни центри во земјава по собствен избор. Тоа значи дополнително време и пари. Ако не се пушти, ќе видиме. Ќе одиме и у Радовиш не бил. А кај ви е најблиску сега за одење? Штип. Тоа е непотребно во ова денешно време, како што е економијата така тешка и да се изложат на излишни трошкови. Со ваков проблем изминативе години се соочуваа и други региони. Во 2014 беше затворен испитниот центар во Битола. Во 2010 речиси една година без испитен центар беше Велес. Истекуваат лекарски уверенија на кандидатите, поминува оној законски рок од една година, например, кај дел од кандидатите што важи положениот теоретски дел, ќе треба пак да го обноват. Од Сдруженијето на независни инструктори, возачи и автошколи со години посочуваат на проблемите во законското решение, да има само по еден испитен центар за секој од 8 полициски сектори. Повеќе пати барале промена на законот од МВР, последно според словенечкиот модел. Приближно сме исти според територија и според жители, број на жители. Таму има 11 испитни центри со 8 испостави, значи вкупно 18 испитни центри има. Замислите, има испитен центар за место Мурска Субота, која што брои 15.000 жители. Значи, така да, не е ништо страшно и кој овдека го примениме тој модел, едноставно се со цел да се доближиме, да се заштеди граѓаните, да се надмине она шетање од еден град во друг град. Со по еден испитен центар во секој сектор за внатрешни работи се креираат регионални монополи, велат од Сдруженијето. Последица е стагнација на квалитетот и скапа услуга, споредено со регионот. За пример, во Словенија возачки испит за Б категорија чини околу 80 евра или околу 4900 денари, а кај нас чини речиси 110 евра или 6700 денари. Бројките зборуваат и за исплатливоста на бизнисот.
8 испитни центри во 2017 година свртеле вкупно 3.342.000 евра, од кои 19% или 630.000 евра биле чист профит за нив. Трите испитни центри со најголем ќар се АМСМ Испитен центар Скопје 270.000 евра, Европски возач Штип 134.000 евра, Аструмекс Струмица 98.000 евра. Високата цена на испитот ги стимулира, ги привлекува и другите професии, од слаткар до пратеник, да бидат заинтересирани, значи да влезат во овој бизнес. Значи, пак ќе кажам, ние не го сваќаме ова како бизнес, туку како поле, место каде што треба граѓаните да добијат услуга и да го унапредиме сообраќајот. Во моментов се води тивка битка за главниот град, бидејќи во август му истекува лиценцата на Скопскиот испитен центар. Еден од проблемите на актуелниот модел е што сите што ќе се јават на конкурсот мора однапред да имаат обезбедено инфраструктура, ресурси и стручен кадар. А инвестицијата нема да му пропадне само на оној што ќе победи. За новиот конкурс се подготвува и Неџмедин Фазлију. И убеден сум дека оценката ќе ја земам 5. Но таа 5 оценка ќе ја земат и повеќе субјекти. И на крајот еден ќе добие, ќе победи еден. Односно, да. И сега, овие другите сите ќе бидат разочарани и онадени, пошто истите услови ќе ги исполнат. И по однос на кадровската политика, и по однос на инфраструктурата, и по однос на се вкупно. Фазлију смета дека со отворање повеќе испитни центри ќе се направи конкуренција со која ќе дојдат до израз стручноста и квалитетот. Подобар сервис за граѓаните. И граѓаните ќе имат право на избор. По тоа ќе се намалат цените. Друго, ќе бидат поекспедитивни да ги услужат на секои 15 дена, како што дозволува законот сето тоа. Ќе има полепо понашање, а тоа е убаво. Ќе има љубезност. Кога ќе има конкуренција, нема да се однесуваат монополистички. Значи, сите бенефити, и граѓаните, и општеството, и фелата, и ќе дојде до израз професионалноста, нема да има губитници, само ќе има победници. Но од Министерството за внатрешни работи, кое го пренесува јавното властување за менаџирање со испитен центар, не мислат така. Работната група која ги направи последните измени во законот сметала дека отворањето повеќе испитни центри е враќање чекор назад, како пред 2007 година. Тогаш автошколите имаа сопствени комисии, па кандидатите за возачи, ако не поминеле во една, оделе да полагаат во друга автошкола, а со истото знаење. Постојното законско решение оневозможува продуцирање на недоволно квалитетно обучени возачи, односно учесници во сообраќајот. Ова постојано законско решение, кое што предвидува во секој сектор за внатрешни работи да има по еден испитен центар, но со повеќе испитни комисии, овозможува да добиеме квалитетно обучени возачи кои што ќе учествуваат во сообраќајот. Контраргументи на ваквиот став на МВР има универзитетскиот професор Драган Гоцевски. Тој смета дека хаосот со возачките дозволи нема да се повтори ако има соодветна контрола од МВР. Сите оние заинтересирани кои што ќе ги исполнат истите услови кои што важат за сите, можат да се стекнат со лиценца да бидат носители на тоа овластување. Обврска на државата во случајов на поголема, поширока или пак целосна либерализација нема да биде да се грижи за финансиската одржливост на поединечен испитен центар. Тоа сами и они врз основа на економската логика. Доколку има побарувачка за таков тип на дејност, они ќе бидат финансиски одржливи. Доколку нема, сами ќе го напуштат. Пазарот е тој кој што ќе воспостави колка број на чинители ќе обстанат во него. А на државата ќе биде работата само непристрасно и доследно да гледа дали сите навистина ги исполнуваат условите, дали доследно се придржуваат до пропишаните критериуми кои што мора да се исполнат за одредено лице да може да го положи, или за да нема купени дозволи, се и секој да проаѓа да не се наоѓа по улици. Кога државата пред една деценија решила ова јавно властување да го пренесе на приватниот сектор, оваа дејност имала доволно време да созрее и да создаде повеќе играчи на пазарот. Ако го држите предолго фиксиран на утврден број чинители, тогаш сакајки или не сакајки создавате преференцијален третман на тие кои што веќе се стекнале еднаш со лиценца
им се исплати и можат да инвестираат во таа дејност, тие кои што никогаш се немаат стекнато со тоа, самиот ризик дали ќе ја добијат или нема да ги добијат, може да ги одвраќа. И вие создавате, можеби не сакајќи, ненамерно, олигополски модел на управување, што за јавниот сектор не е пожелен. Или нека биде јавен сектор во целост, нека го прави јавноправен субјект, МВР или некој, или пак нека се либерализира. Во Куманово, Охрид, Тетово и Штип веќе се доделени нови лиценци кои сега според новото законско решение наместо 10 важат 5 години. Лиценцата на Велешкиот центар истекува во 2020, а на Битолскиот во 2024 година. На испитните центри во Скопје и Струмица лиценците им истекуваат за 2 месеца, во август, и веќе е распишан оглас за доделување нови. Се надевам дека овој пат, кога веќе не се променија условите и начинот на доделување на таа лиценца да оди на најмалку 2 субјекти или повеќе, поготово за овие поголеми територијални единици што се надевам дека овој пат ќе биде почесто. Летото ќе биде жешко за сите што ќе влезат во битка за бизнисот. А во таа жешка битка за профит веќе горат граѓаните, кои како во актуелниот пример со Струмица, или треба да се откажат од полагање, или подлабоко да брцнат во джебот и да отпатуваат во друг центар, ако сакаат возачка дозвола. Кој ќе им ја надомести штетата? Ќе направиме уште една пауза по која е саботажата. Наред е редовната рубрика на авторот Сречко Поповски. Кога временската машина би го вратила во периодот на најголемата моќ на партијата која го номинираше за 2 мандата, председателот веројатно со 2 раце би го парафирал договорот и тој самиот, тогаш, застапувал потполно иста платформа, која сега ја смета за капитулантска. Мислам, за тоа сме се согласили и на државниот врв и мислам и сите политички актери во Македонија, дека никој пат не може да прифатиме решение што ќе влие на нашиот идентитет. Значи, се тоа решение кој ќе придонесе да се менува и одредница за нашиот јазик, за нашата посебност, за Македонија неприфатливо. Промената на ставот изгледа не се должи не само на трансферот на моќта која доведе до прифаќање компромис кој очигледно не бил спорен, туку и на влијанието на североисточните ветрови, на кој не им одговара позитивен расплет, па со негативен контекст ја куражат одбивноста, преку Спутник, лансирајќи кратки хорор приказни, за да го спречат за нив ужасното северноатлантско партнерство. Ја имам неку бојазан и износим ја први пут овде, надам се да грешим, да би они могли да ухапсе чак и председника Иванова. Да наđu неки начин да се обрачунају со ним, како би спровели тај свој паклени план спровели до краја. Ако интеграциите за некого се пекол, тогаш за други се можност за отварање на портите на рајот. Тие отворено се залагаат за нив, бидејќи гледаат шанса да заминат оттаму, од каде до пред 1 година не убедуваа дека било идеално. Сега тврдејќи дека едва и го чекаат денот кога ќе влеземе во Унијата. Ќе се соочиме со тоа да ние уште првиот ден ќе имаме 300.000 млади луѓе кои ќе се иселат од Македонија. Почнувајќи од мене. Што ќе правам тука? Но за тоа да се случи, ќе треба да причекаме, бидејќи оставината била толку тешка и неподнослива, што ниту срцето на Макрон не успеа да омекне. Но се наоѓаат најразлични начини за да се одоброволи тврдата и непробојна француска кожа, па им се нудат модели со кои благопријатно ќе се влијае врз нивните сетила, за да им се подигне расположението. Ваша екселенција, ги посетувате ли козметичките или студијата за релаксирање во секој случај? Écoutez, si nous avons un mécène, j'irai le voir. Ако имаме некој мецена во тој поглед, ќе одам да го посетам. Повелете. Мерси ли бупле? Еве и за Жаклина, од нас имате исто така почитувани, доколку се јавите во наредните неколку минути, на првите двајца ќе добиете третмани кај госпоѓата Жанета, интересни третмани. Ова навистина може да го смири телото, но не и душата. Таа е толку вознемирена што постојано доживеува трансформации кои се предизвик за нови и нови продлабочени воведи и објаснување на незината несекојдневна моќ
и воодушевувачка сила. До сега ги представував моите гости на поинаков начин, преку мисли и записи од нивни соработници, мои познати. Вечерва ќе биде малку поинако. Како овој човек во своите гради да му е немирен, ние го велиме демонот, иако тој стручно се вели даимон. Уште еднаш добро вечер, господин Јовандов. Добро вечер. И на крајот, има рецепти за даимонските сили. И да го поздравиме драгиот пријател и поддржуваш на оваа емисија, господинот Пепи, инаку собственик на еден ланец на месарници во Скопје. Да ви кажам искрено, знам дека сте голем гурман, дегустатор, а не случајно господинот Пепи, кој ги произведува најубавите кебапчиња. И македонските ангели и македонските демони се гладни. За да се смират, мора да се нахранат, оти се најавува дека пак ке гори. Следуваат многу и жешки прашања и интересни содржини. Останете со нас. Толку за вечерва, се гледаме и в понеделник од 22:30. Пријатно.